Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Денеска одлучивме да говориме за ретките болести, затоа што се говори ретко. Не е месец февруари, меѓутоа сепак решивме да посветиме внимание за овие болести, бидејќи, како што кажав, не е на одмет никогаш да се говори за нив, заради тоа што навистина имаат голем проблем, кој што треба да се реши. А за тоа што е тој проблем и конкретното заболување, односно станува збор за спинална мускулна дистрофија, ќе разговараме во денешното издание. Само нешто да не погрешам, во првиот дел ќе биде овде со мене во студиото Деница Велковска, која што е председател на Сдруженијето Стоп СМА, кое е основано пред, така речено, 3 години, така Деница? Да. Од родители на деца со спинална мускулна атрофија, инаку Деница е председател. И нормално тие одлучиле да ги здружат сите оние сили за да се изборат за онаа терапија која што е потребна за спинална мускулна дистрофија, како за децата, така и за возрастните. Ајде јас сега да не кажувам се или за вашето здружение. На почеток ќе ви посакам добре дојде. И се надевам дека еве се тоа што ќе говориме за оваа ретка болест конкретно денеска ќе допре до онаму каде што треба, нели, за да се обезбеди онаа терапија која што е потребна за возрастните лица. Меѓутоа, пред тоа би сакала да ве запрашам како дојдовте на идеја, кој беше мотивот да го формирате здруженијето. Точно ми се чини 3 години, 2018-2021, 3 точно. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. И драго ми е што е и вон надвор од февруари месец се зборува за ретки болести, специфично за спинална мускулна атрофија, не случајно заради тоа што повторно има горлив проблем кај овие пациенти. Точно се 3 години навршени од кога го формиравме здруженијето, значи во 2018 на почетокот, со мотивот да со здружени сили заеднички се залагаме за да се обезбеди терапија за пациентите. Во тоа време беше само една достапна терапија и за неја се боревме за сите пациенти. Така. Она што го успеавме после известно време беше да се обезбеди таа терапија, но само за ограничен број на пациенти, само за 7 пациенти, тоа на педиатриската клиника, без излезна некоја стратегија што понатаму. И со едно ветување дека останатите пациенти ќе се решаваат систематски. Сега повторно се актуализира прашањето затоа што овие пациенти веќе подолго време, останатите значи пациенти веќе подолго време се оставени без терапија и токму вчера се објави новата набавка, односно најава за набавка, каде што пациентите увидоа дека повторно не се планирани. Значи тендерот кој што се планираше да се распише не беа внесени во тендер? Да, јас од она што знам, јас сум музички педагог по струка, но од она што разбирам е дека се уште се само 7 деца планирани да се покријат со терапија. А имаме, значи, уште 4 возрастни пациенти без никаква терапија и имаме и дете кое што е оставено без терапија. Секој ден за овие пациенти значи губење на способности, на здравје, медицински кажано, секој ден е губење на неврони, кои што се неповратни, кои што не можат да се надокнадат. Така. Кои ви се оние други активности, бидејќи оваа година некако е година на пандемија. Успеавте ли нешто да изреализирате во изминатиот период, изминатава година од она што сте планирале или пак се остана така да се решава колку што можат условите? Па се работеше секаде и на европско и на светско ниво, така? Па и кај нас. Можеби уште повеќе се работеше во домашни услови, но секако фокусот не избега затоа што покрај пандемијата мора да се спасуваат и други пациенти, други животи. Ова е животозагрозувачка состојба и секој нов пациент, а и сите постоечки пациенти си имаат потреба од терапија. Во изминатиот период, она што успеавме да го направиме, зборувам за 2020 година, е што успеавме да добиеме и втора терапија, но за штета, таа е само како донација од страна на производителот, тоа е една форма што се нарекува програмот милосрдие,
значи пристап до лек малку порано и си има строги критериуми, критериумите ги дава фирмата и за жал само 20 пациенти успеа да влезат во таа програма до сега и затоа и тие четворица останатите од возрастните и едно ново дете остана и без едната и без другата терапија. Значи во 2020 година беше еволуција за спинална мускулна атрофија во светски рамки. Се одобрија 2 нови терапии. Сега во светот имаме 3 терапии вкупно. А кај нас во Македонија имаме се уште пациенти кои што прогресираат, им прогресира состојбата и кои што во многу скоро време ќе изгубат способноста која што до вчера ја имале. И јас често пати знам да кажам дека ако еден пациент, ако еден човек вчера имал сообраќајка и останал во инвалидска количка, дали денес ќе сакавте да можевте да го спасите или да превенирате нешто или да ставевте каеш или како што апелираме да не возел пијан, сигурно дека ќе сакал да промени таа состојба. За пациентите со СМА кои што се останати без терапија, токму тоа може да се направи ако им се обезбеди терапија. Да не завршат во количка. Тие сега едва стојат. Се уште стојат, но едва стојат. Уште малку време веќе ќе таа по природниот тек на болеста таа се знае како се развива. Таа е прогресивна и сите пациенти одат надолу, не може да одат нагоре. Со терапијата само се стабилизира да застане тој прогрес на болеста и да се очекуваат мали подобрувања кај помалите пациенти. Така што е за мене и за Сдруженијето несватливо да се остават пациенти да се доведат во состојба да завршат во инвалидска количка, а при тоа, еве да се распиша тендер, се воведуваат нови терапии и дури иновативни терапии, се менуваат состојбите за некои болести, а оваа група некако остана заборавена. Колку вкупно имаме ние пациенти со оваа ретка болест кај нас во Македонија и дали сите вие ги имате, како да кажем, имате комуникација со нив, ги знаете точно кои се? Па вака лично приватно си се дружиме, си се знаеме. Ние како здружение немаме право да држиме податоци и да имаме регистар, но си постои во Министерство за здравство регистар на... Значи во Министерството постои регистар? Да, има, значи во Комисијата за ретки болести си се регистрираат по една регулатива, докторот си ги регистрира, овие пациенти се регистрирани, за нив е побарано терапија и вкупната бројка сега, еве баш денеска имаме нова најава, пред некој ден исто имаше пациент кој што се прати на тестирање, значи таа е менлива категорија, не може да исчезне сама. Значи ќе се раѓаат и нови деца, а за чудо имаме и некои стари пациенти што ги наоѓаме во внатрешноста недетектирани на време. Така што таа мора да има една стратегија и за сите нови пациенти. Во европски рамки во 2020 веќе ние почнавме да работиме на неонатален скрининг за спинална мускулна атрофија. Тоа е нешто што сакаме да го воведеме. Зошто? За едно мало бебе, уште веднаш при раѓањето да се детектира дали има или нема СМ и доколку има веднаш да се почне со терапија, за да се спречи да поминува низ оно што поминуваат еве нашите деца. Камо јас да можев во времето кога моето дете беше диагностицирано, немаше терапија и не можеше да му се помогне и он изгуби тоа што изгуби. За среќа сега има обезбедено терапија од државата и сега веќе сум спокојна да речам како родител што е стабилно. Веќе знам дека... Колку години има вашето дете сега? Моето има 12,5 години, веќе година и пол прима терапија на детската клиника и јас почнав, мислам дека се вратив во животот кога почна да ја прима терапијата. Значи почнав се вратив на работа, се вратив во секојдневието зашто знам дека тоа видливо не може да биде, тоа само за медицински лица е разбирливо. Велите му беше диагностицирано многу рано. На првата година. Уште од првата година. Што забележавте? Значи какви се тие знаци кои што еве на пример ако не следат млади мајки да знаат како да реагираат навреме? Што се случува? Значи... Најважно за сите болести кај младите мајки е да ги детектираат оние стандардни, веројатно. Јас сега немам право да зборувам, јас сум музички педагог, но одлично искуство, основните развојни периоди и доколку има некој за да речем нешто што е застој, невообичаено да се јават и да инсистираат да биде проверено, затоа што знаат нашите мајки баби да да викаат ајде машко е, ајде, нели, мрзливо е детето. Не, по книга како што си пишува, држете се до тоа, да, се друго да се провери. Да, може да се исклучи се и да не е ништо да е мрзливо. Но ако не, за среќа кај нас, јас
јас бев упорна и ме нарекуваа може и досадна или незгодна, но упорно барав и брзо, многу брзо до дијагнозата. Значи во рок од 2 месеца, од 10-тиот месец до 12-тиот месец ја веќе имав дијагноза, баравме начин како да увидиме зошто детето не ми се исправа. Таа фаза кога треба да застане на нозе, да цупка, да ортопедите како што знаат да опишат да цупка, тој не можеше, слаби му беа нозете. Тоа е мускулна слабост во секој случај, тоа што најчесто треба да се забележи за овој проблем. За оваа дијагноза, да. Сакав да ве прашам во однос на овие пациенти кои што се со оваа ретка болест, претпоставам дека нивниот живот не е ист како и останатите луѓе, така? Значи, вашето дете посетува училиште, како оди тоа, бидејќи ако има веќе нели проблем во однос на функционирањето, претпоставам дека не може да функционира и се е покомплицирано. Значи тоа се лица, ова е тешка со посебни потреби во случајот, ова е тешка болест со тежок инвалидитет. Така. И видлива е. Многу е видлива, има невидливи, точно состојби кои што ова не може да се промаши затоа што моето дете е во инвалидска количка, за среќа самостојно се движи со електромоторно, но не можат сите да бидат во таква состојба добра, значи има спектар еден на состојби, секој индивидуално прогресира, па така што имаме многу полоши од него и многу подобри од него, но сите завршуваат одат во непријатна текот на болеста, текот на болеста без тоа, Тоа е таа што викаат природниот тек на болеста. Доколку се остави без терапија, оди во несакана, непосакувана насока. И со терапијата се стабилизира, се стагнира таа состојба. Значи, моето дете посетува редовно образование, за среќа е активно во сите сфери на живењето, иако јас си знам, ние како семејство си знаеме колку тоа чини. И тоа чини и енергија, и време, и комплетно целото семејство трпи последици, а најтешко секако дека му е на пациентот. Овие повозрастниве, па јас не можам ни да замислам, а натаму оди моето дете, на повозрастните пациенти кога треба една мајка како нашите мајки да го менаџира, па уште и на скали, па уште и без пристап и така натаму. Значи, овие лица има и полошите состојби се кои што ако природниот тек на болеста се остави без терапија, по најлошите случаи во СМ не го доживуваат вториот роден ден. Имавме и таков случај, па за среќа навреме му се даде терапијата и еве го сега има машала 3 години и ево добра состојба. Штета е овие 4 пациенти адултни и едно дете без терапија оставени. Штета е што не се тие возрастни, како што ги нарекуваме, толку многу. Тоа се само 4 години постари од моето дете. Најмалиот адултен пациент има 16 години. И тоа дете до вчера трчало. Одело, сега веќе престанува. Значи, како што спомнав за сообраќајката. Ако можеме да спречиме инвалидитет, и како треба да го направиме тоа. Ако треба да се врзе појас, треба да се даде и терапија за овие лица да не завршат во инвалидски колички. Добро, кажавте дека не се многу, така? На бројка не се многу кои што треба да добијат терапија, воопшто не примаат терапија. Да. Која е причината за толку да не може да се набави лекот? Зошто мора да се распишува тендер за нешто што е навистина потребно за да на некој му се стабилизира здравствената состојба барем до некој степен за да може да функционира? Зошто мора толку комплицирано да работите? Имате, претпоставам, комуникација со Министерството како председател на СТОП-СМ. Што вели министерот? Зошто? Значи, зошто мора да чекаат? Да бидем искрена, на периодов немавме баш интензивна комуникација, веројатно Добро, меѓутоа претходно кога сте разговарале? Кризиве со пандемијата, мислам дека сосема го окупира и не беше во можност многу да комуницира, така што јас стварно не знам што се случи. Но јас и не сум ни сигурна и не навлегувам во тоа, но верувам дека одговорот ќе биде се немаат пари, средства. Заради парите е проблемот? Не би очекувала некое друго решение, затоа што верувам дека секој човек
би сакал да помогне на овие пациенти, Така. да им се обезбеди терапија и да се спречи компликација. Значи, единствено што предпоставуваме дека можеби тоа е единствената причина, но пак ќе кажам, како пациентска организација, ние не би сакале и не би навлегувале на тоа, мора да се најдат средства и за тие и за тие пациенти. Значи, тие чекаат веќе година и пол. И претходно со нас чека, но од почеток на детската терапија, они уште дополнително година и неколку месеци чекаат трпеливо да се обезбеди и за нив. Во оваа набавка воопшто не се вклучија. Тоа сега што значи колку време треба да се чека за да се Не би знаела. Направи нова набавка. Како одат набавките, дали воопшто знаете? 3 години сте веќе во Сдруженијето, ви информира некој, не? Па јас не навлегувам затоа што генерално сметам дека животот и здравјето нема цена. Затоа што е класична дискриминација една група на пациенти или некој пациент да се остави без терапија. Значи тие се пациентиве се во случајов комплетно маргинализирана група, затоа што влегоа нови дијагнози, се обезбедија нови терапии, а овие остана едноставно надвор од целата приказна. Не навлегувам во тоа дали има пари, нема пари, непријатно е и невкусно е пациентите со тоа да се занимаваат. И на крајот на криштата пак ќе речам, нема здравјето цена. Сите имаат право на еднаков пристап до здравствена услуга и до терапии. Тоа би било нешто што го очекував. Имате ли соработка со некои други здруженија однадвор? Пак да видите тие таму како функционираат? Мора ли тие да молат преку тендери за да добијат терапија за вакви пациенти со оваа ретка болест? Постојано сме во контакт со другите организации. Ние сме членка на Европската чадор организација за спинална мускулна. Не можат некако тие да ви помогнат? Како би ни помогнале, секој си ја води национално својата битка. Не. Мислам, не. Мора сето тоа да се спроведе преку нашето министерство. Секоја држава си има своја битка. Многу е комплексно во Европа тоа што секаде различен пристап имаат државите, значи различни капацитети веројатно имаат и финансиски различно се поставуваат и различно оценуваат, проценуваат. Некаде има проблеми, некаде не, зависно за која држава станува збор. Каде се најорганизирани, така посветени? Како примери? Нема правило баш дека само развиените земји. Многу сум Да, ние бевме да речеме и добар пример, бевме лидер кога ја добивме терапијата. Барем првично беше одобрена пред 2 години, пред година дена почнавме да ја примаме. Во регионов бевме лидер и многу често комши од другиве земји, комшискиве земји велат еве една Македонија, служевме како пример, ама пак од друга страна еве почнуваме да затајуваме. А сепак сметам дека имаме капацитет и дека треба да бидеме раме до раме со другите европски земји. Најдобро е секако Германија. Ако разговараме за тоа, Германија е земја од сништата на многу, но не смее да биде тоа случај. Не сакам да одам во таа насока да разговараме. Мислам, не би требало да постои никакво оправдување кога станува збор за ретките болести, кои што навистина ги има повеќе. Кажав денеска, еве, нели на договор на мајката на Снежана, која што ќе биде со доктор Барба во вториот дел од разговорот. Јас излегов во пресред да направиме оваа емисија се со цел некако да кажеме до јавноста како стојат работите, бидејќи понекогаш едно е она што се кажува кога ќе дојде месец февруари, нели, кога ќе биде посветен на ретките болести, дека државата се грижи, прави се за лицата со ретки болести, меѓутоа не треба да се наоѓа никаков изговор за да се обезбеди терапија за овие лица, како што кажавте, бидејќи навистина секој ден им е многу значаен да не дојде до состојба болеста да прогресира и да биде уште полоша состојбата со здравјето. Деница, имате ли нешто во план сега некако на почеток сме на годината, иако веќе изминува 3-4 месец веќе, некој план во однос на активностите СТОП СМА, освен оваа терапија која што
Очено треба да се набави. Да, нас па пациентските организации барем ние се држиме до кодексот да ја работиме таа работа што ни е и со статут определена, да бидеме емоционална поддршка за пациентите, да соработуваме и со властите, но најмногу сме партнерски поврзани со лекарите, имавме и претходно и понатаму ќе продолжиме со едукации, значи едукации за пациентите за да бидат се поуспешни во своето самозастапување, за да можат да продолжат ако имаат потреба, затоа што ова кој ќе заврши, се надевам ќе заврши борбата за терапија, ќе дојдат нови борби на ред, затоа што комплексната болест и предвидува многу сериозна поддршка од повеќе аспекти и секој од тие е посебна борба. Јас би сакала да видам дека во 2020 ќе завршиме веќе со голготата со терапиите и ќе се фокусираме на спасување на бебиња. Новороденчињата се тие кои што ни се во таргетот и оваа година се надевам дека ќе успееме или да пилотираме или можеби како генерален неонатален скрининг да се прифати, тој нема се очекува да не чини многу, а да спаси многу дечиња и кога веќе можеме да превенираме да не ја поминуваат голготата што ние ја поминуваме. Тоа би било отприлика нешто така скромно за 2021, а во август месец ќе ве поканиме да го прославиме месецот за подигање на свеста за СМ, а понатаму да бидеме изненадени ако нешто дополнително во ковид периодот се направи. Само да ве прашам, бидејќи нели невролозите се обично одговорни за оваа проблематика, сега во вториот дел тука ќе биде, како што кажав, доктор Иван Барбов, кој што е невролог и директор на клиниката за неврологија, па ќе ни каже нешто повеќе и за оваа ретка болест. Како ви оди со нив, значи колку тие даваат се од себе, колку можат нели и тие да помогнат, дали можеби сте разговарали и тие колку тие, еве јас ќе го прашам директно и Барбов, колку тие инсистираат до министерството за да нели некако има и нивното инсистирање удел во набавката на терапија. Они ни се клучна карика, иако на масата 4 ногрки имаме и секогаш велам дека преговараме и соработуваме со само ако е стабилна ќе биде масата само ако сите 4 ногрки се стабилни, значи пациентите се од едната страна, лекарите, фармацевтските компании и властите. Значи сите 4 страни даваат и треба да дадат се од себе за да таа маса биде стабилна, односно да биде состојбата на пациентите во континуитет подобрувана. Докторите посебно ни се важни, имаме одлична соработка, секогаш се важни за пациентите, но во случајов е малце комплицирано затоа што имаме широк спектар на лекари, примерно се невролозите, но пошто е дијагноза која бара мултидисциплинарен пристап. Тука се и ортопедите, има ортопедски компликации, тука се пулмолозите и како важни и комплексни прашања од пулмологијата. Имаме интензивна нега, каде што често пати знаат да завршат малите пациенти и секако гастрологици и кардиолози кои што се вклучуваат повремено. Значи тоа е еден цел тим. За среќа имаме веќе воспоставено мултидисциплинарен тим. Тој не е некаква форма на хартија, но функционира и тоа е неверојатно добро функционира на детската клиника. И тие се доктори кои што подлабоко се навлезени со СМ и секогаш што и да се случи, дури да не се на смена, стојат на располагање нас за СМ пациентот да дадат совет и да дадат препорака. Тоа исто се планира и се припрема на адултната на клиниката за неврологија, затоа што и тамо, нели сите овие пациенти тамо понатаму ќе се третираат, а веќе имаме и пациенти на неврологија и тоа е совршената секојдневна нега на СМ пациентите мимо терапијата која што треба да ја имаат. Така, тука ќе ти се заблагодарам, Деница, за овој разговор. Се надевам дека сето она што го планирате како здружение ќе го исполните, она што е најгорливиот проблем ќе се реши. Секако овде сум на располагање како новинар, еве како телевизија, емисија, се што треба нели да пренесеме, да кажеме, да презентираме до јавноста, во секое време можете да бидете дел од ваш термин. Ви благодарам за времето одвоено за нас. Така.
Почитувани гледачи, останете со нас по кратката пауза. Во студиото веќе со мене ќе биде доктор Иван Барбов и Снежана, која што е мајка на едно од оние возрастни деца кои што чекаат терапија за жал. Еве, почитувани гледачи, се враќаме повторно во студиото и како што напоменав предходно, веќе со мене во студиото во вториот дел од разговорот се доктор Иван Барбов, кој што е специјалист невролог и е директор на клиниката за неврологија, и Снежана Тодоровска, која што е мајка на еден од оние пациенти кои што чекаат терапија за мускулна спинална атрофија. Вашиот син Снежана има 26 години, тој е Тодоровски Ѓорѓи, меѓутоа подоцна ќе ми кажете нешто повеќе. Доктор Барбов, благодарам и на двајцата што сте овде денес во ваш термин да кажеме нели она што е како проблем за возрастните за мускулна спинална атрофија, онаа ретка болест која што ја спомнавме и во првиот дел од разговорот со Деница. Доктор Барбов, колку пациенти водите вие со оваа ретка болест на клиниката? Значи, во моментот на клиника за неврологија водиме 7 пациенти со спинална мускулна атрофија, од кои дел се диагностицирани од нашиот тим од клиниката, меѓутоа поголем број од пациентите се диагностицирани во детска возраст, во тоа време од педијатар, меѓутоа после 15-16 години тие преминуваат нели на лекување на нашата клиника, така да јас ги знам сите овие 7 пациенти, по време на доаѓаат на контроли, се консултираат. Двајца од нив се веќе на програма од Милосрдие примаат терапија за спинална мускулна атрофија. Значи двајца примаат, четворица не примаат. Значи се вкупно 7, значи од кои едниот е возрастен над 60 години, кај овие пациенти не се дава терапија, бидејќи е блага форма на болест. Останува 6 пациенти, од кои двајца се на терапија преку програма и уште 4 пациенти кои нели уште не примаат терапија. Што е СМА, накусо вака да кажеме, бидејќи и мене не ми јасно? Спинална мускулна атрофија е болест на моторниот неврон. Добро. Значи спаѓа во групата на таа група на болести на моторниот неврон, она е вродена, нели, генетска болест и недостатокот е нели стварање на овој протеин за преживување на моторните клетки и бидејќи кај овој пациенти е во помала количина присутен овој протеин, настанува слабост во мускулите и со тоа, значи зависи од возраста, ако почне во детска возраст, нели целото дете е со слаби мускули, синдром на млитаво дете, кои се нели животно загрозувачки состојби. Така. Понатаму кај повозрастните зависи од типот, има 4 типови на спинална мускулна атрофија, се јават симптоми, тоа е моторна болест, значи за останување во моторните функции. Така. Рековте 4 типови, тоа се однесува на симптомите типовите или пак има некоја друга поделба? Има поголем број класификации. Најосновната класификација според времето на појавување на болеста. Така. Ако болеста се јави во првите 6 месеци, тогаш се зборуваме за тип 1. Ако болеста се јави од 6 месеци до 6 години, тогаш се зборуваме за спинална мускулна атрофија тип 2. После 6 години веќе пациентите, нели, углавно се спинална мускулна атрофија тип 3 и адултните пациенти се над 40-50 години кога се диагностират. Значи генскиот дефект е ист кај сите, меѓутоа зошто кај некој се јавува во детска возраст, а кај некој кај возрастни тоа уште не е откриено. Така. Значи претпоставам дека кај сите различни типови се дава различна терапија или иста е терапијата? Терапијата е иста кај сите, освен генетската терапија, која нели може да се даде само на деца до 15 месеци. Дали доживотно треба да се прима терапијата? Генската терапија се прима еднократно, значи тоа е комплицирана терапија, нешто како овие вакцините за COVID. Со аденовирус се пренесува значи кодот за синтеза на преживувачкиот мотор неврон СМН1, така да со аденовирус се внесува во клетките, фактички тука тие да го синтетизира тој протеин, на тој начин се зголемува нели неговата количина и се подобрува болеста. Значи тоа е една спектакуларна генската терапија, меѓутоа таа мора да се даде кај најмалите деца, значи во првите година и пол, во првите 18 месеци. Така. Кажавме и со Деница дека на овој тендер не се одобри терапијата која што треба
тука е Снежана заради тоа денеска со нас да ја прими и нејзиниот син. Имате ли информација која е причината? Значи, генска терапија, што ја спомнав, кај нас уште не е достапна, значи нема пациенти, иако именно младо дете кој ги исполнува тие критериуми. Пред 2 години нели се набави лекот носинерсен или спинраза, кој почна се дава кај 7 пациенти во детска возраст, тоа беше критериумот, нели се даде на најмладите 7 пациенти, додека возрастните пациенти, од кој најмладиот сега е 17, имаше 17, сега веќе 18 години, не беа фатени со таа набавка од пред 2 години и целиот овој период нели се правеше напор тие да се стават на терапија. Во меѓувреме пациентите помина на контролни прегледи на клиника за неврологија, генетски се докажа, мора да бидат генетски потврдени и сето тоа помина преку стручниот колегиум на клиника за неврологија и после тоа пациентите беа пријавени во Комисијата за ретки болести за да влезат во регистарот на ретки болести за спинална мускулна атрофија. Меѓутоа понатаму, значи тука нашата улога како клиничари завршува. Понатаму набавките ги прави Министерство за здравство преку оваа комисија. И на почетокот на оваа година, мислам дури минатата, ние имавме неколку средби со представници од Министерство да се даде терапија за возрастни пациенти. На 27 ноември беше денот на ретките болести, кога нели исто така сите се собравме, тука беше и министерот, доцент господин Венко Филипче, и така да се беше кажано дека ќе се набави терапија за возрастните пациенти со спинална мускулна атрофија, така да јас верувам, иако во овој тендер не влезе овој лек, дека во текот на годината ќе се најде начин да се набави оваа терапија. Значи, не значи ако не влегол во овој тендер дека е се изгубено, туку дека може тоа накнадно да се набави, како што беше првата година како што се набави лекот спинраза, значи тој не беше преку Комисијата за ретки болести, туку преку посебен буџет се набави. И сега, Снежана, тука ќе вклучам и вас. Пред колку време беше диагностицирано СМА кај вашиот син? Вака, син ми сега е на 26 годишна возраст. Така. Инаку, кај него прв пат се појави на 14 годишна возраст во пубертетот, кога тогаш се примети дека нешто кај син ми Што приметивте првично, што се случи? Па при одење на што викаме на узгорница, кога почна, гледавме дека не можеше таа нагорница да ја качи. И тогаш приметивме дека нешто не е во ред и почнавме нормално на клиника да видиме што е работата. И постепено, доктор Влашки тогаш, она испитување правеше, беше на неврологија и биопсија, све што требаше, и во Ману исто бевме тогаш и диагностицира дека син ми е со СМ болест, спинална мускулна атрофија. Тек беше тоа почетокот. Еве се беше 12 години, кај него се потешко и потешко е. Каква е во моментов состојбата? Во моментов состојбата, значи да кажеме за никаде, со моја помош едва и се движи. Да, тоа со постепено, како што прогресираше болеста, он во почетокот си одеше нормално на училиште, се дружеше. Како дојде, мислам, средно како заврши, се уште можеше да се движи, можеше да стане. Сега више, последно време, тоа не може. Да речам, 2019 година и кога и више лекот се појави, кога почна, така, син ми се уште можеше да качи скали сам. До лани летото, да речам, можеше и сам да се движи од соба во соба, ама повеќе сега само стрикно со моја помош да може да стои више на граница каде би можел да седне више во количка. Затоа се надевавме министерот уште спирназата кога се даде 2017 година, на нас ни вети дека 2019, извинете, во јуни на нас ни вети дека до нова година, до 2019, до крајот на годината, дека ќе бидат покриени и нашите пациенти, мислам, возрастниве. Говориме за истиот министер? Да. Добро. Да, за министер Добро. господинот Венко Величе. Да се вратам на назад колку време. Да, за него исто бев кога беа за спиразата, јас бев на тој состанок како родител, како една од родител на возрастните и беше најавено дека за нив, за 7 пациенти ќе има, ние до крајот на годината треба и ние да добиеме таа терапија. Ама се уште нема ништо. Еве сега беше и поминато и за ретки болести. На комисија ни беше ветено од министерот дека ќе се покрие.
Нама еве вчера на тендерот како што излезе, нашиве деца не беа, мислам деца ги викам, сепак и тие се деца од 17 до 26 години, не беа ставени во тој тендер. Сакате да кажете дека од кога е диагностицирана болеста, па се досега не прима никаква терапија вашиот син Ѓорѓе? Не. Доктор Барбов, може нешто друго да се вклучи додека добијат тие терапија за некако, како да кажам, да се успори прогресирањето на болеста? Што би можело друго? Друга терапија не постои, другото е симптоматска, физикална терапија. Па тоа велам, да, дали може нешто друго додека? Што друго вие препорачувате кога веќе во случај вака доаѓаат да нема? Самото диагностицирање, значи он... Физикалната ни е тука присутна, тоа си го знаеме. Затоа прашувам, така? Меѓутоа друга терапија која може да помогне, затоа не постои, да. Никакви витамини, никакви суплементи, тоа ништо не помага. Значи тоа е за општо здравје, иначе баш на моторниот неврон да делува, тоа е невозможно. Кажавте дека е генетски предиспонирана. Да. Тоа значи дека може да е нешто наследено од родителите носат некои, како одат тие работи, малку да ги појасниме. Што се случува? Зашто? Како генетски? Сега може малце така непријатно во присуство на родители, меѓутоа да се тоа збори. Така. Инаку се знае како се наследува болеста, таа е значи автозомно рецесивно се наследува, што значи дека од двајцата родители наследиле по еден ген. Добре. И на тој начин детето е хомозигот, ги наследило значи патолошките гени, на тој начин се манифестирала клинички спинална мускулната атрофија. А може и двајцата родители да немаат таков проблем? Да, они се носители. Носители. Па тоа велам, не ги познавам работите, затоа да прашувам. Болеста е рецесивна, значи родителите се здрави, меѓутоа го носат тие го носат патолошкиот ген, да, и тука нели... А тие може да го наследиле од сопствените родители? Да. Ако веќе нема друг во фамилијата, затоа и прашувам чисто нака да се информираме. Значи, исто така од родителите нема од каде да го наследат, со тоа што ако се 20 родители носители, нели таа шемата 25% од децата се болни, 25% се здрави, а 50% се носители. Затоа со Деница која разговаравме рече добро е да се бебињата уште да се направи пренатална диагноза, да. Добро. Што друго да прашам, како вие секојдневието, Снежана? Тешко е, мислам, многу е тешко. Претпоставам дека постојано треба да бидете со вашиот син. Да. Мора со него, мислам, 24/7 сме со него. Кога више он не може да се движи сам за било која потреба, има потреба нормално од некој што ќе му помогне, тоа сум јас. Така. Да, се потешко се движи, нормално да се принесе. Од кога ќе станеме до вечерта, мора да сме со него. Мислам, за било која потреба да ја има, било што треба да му се подаде, да се однесе, да го кренете, мислам до тоалет, до било каде, тоа е едноставно многу приврзано со него, па зависи и треба за вакви деца малку повеќе нормално и државата услови да се даде. Тоа сакам да прашам, освен терапијата, што би требало, што вас друго ви е потребно, значи каква друга помош? Говоревме и со Деница дека тоа навистина, како да кажам, специфично и кошта и време и посветеност и финанси. Што друго вака ви е најпотребно за оваа ретка болест? Претпоставам дека секоја ретка болест има своји потреби, своји трошоци, своји издатоци. Вам лично што друго би ви било потребно за да може, например, преку здруженијето некако да се најде начин да се побара нешто додатно за да ви се како да кажам, лично за мојот пример, да кажам, јас со син ми ние живееме на втор спрат. Купатилото нас не е доле. Значи тоа е под број 1 многу голема мака. Финансиски нормално, јас морам со него да бидам, сум напуштила и работа, сум работела. Да. И сега јас морам со него да бидам, финансиски сум слаба. Јас тоа не можам дали горе купатило, како прво имам и доле, еве сега простор, ама тоа треба да се обезбеди, да се тој простор среди. А јас каде, например, да го средам тој простор кога финансии нема? Значи, би сакала дали општина, дали било кој аспект да има помош кај овие деца. Добро. Дали сте се обратиле до општината каде што живеете? Да побарате еве некој
некоја помош? Да, пред колку години беше, ама не добив. Не ви излегувала слух пресред? немаше, да. Барав тогаш да биде горе купатилото, нешто да се помогне да се направи, ама немаше баш слух. Да така, еве и сега апелирам за таа помош, мислам од таа гледна точка, треба за ова, бар за мене, можда некој финансиски подобар, не викам, има многу деца што родителите, едниот родител, да речам, стеди или од помош од родители имаат браќа, сестри. Јас, например, имам, сестра ми, можам да кажам, поддршка голема, не само и финансиски, него имам поддршка у секој поглед. Еве, баш и со Деница тоа вика, ја имаш сестра ти каде што секогаш е до мене. Така, да, сите состаноци, сите, ако не е она, мислам, да, таа поддршка ни треба на нас, како мајка, како родител. Да, а сега, например, најбитно од све што ми е само еден апел, го замолувам, мислам, Министерството за здравство и господинот Венко Филипче, бар да ја одобри терапијата, додека се уште син ми е на нозе, зашто многу е потешко кога тој ќе заседне, да може ние да го кренеме. Додека уште... Да, додека се уште мускулите, додека се уште го држат, да може бар да почнеме со таа терапија, да се стопира болеста и да се надеваме на подобро. Кога би се примала доктор Барбов терапијата, таа би се примала како? Во временски? Значи, за возрастните пациенти има две можности. Терапијата да се даде нусинерсен, спинразата, значи може и возрастните пациенти да ја примаат. Таа е малце потешка за примање, бидејќи се дава преку лумбална пункција и е поврзана со комплицирана процедура. Другата терапија што постои во светот и ја има и кај нас, тоа е оралната терапија, тоа е раствор кој пациенти да го примат, риздипламот, кој спомна веќе 20 пациенти со тип 2 спинална мускулна атрофија го примат, бидејќи влегува во ова програма на Милосрдие, затоа што таа програма беше дизајнирана за тип 1 и тип 2. И така да фактички на тој начин Геоко не влезе во таа програма, бидејќи он е со спинална мускулна атрофија тип 3. Така, значи предност даваат на тип 1 и тип 2? Значи може и двата лека, и спинраза и риздиплам возрастните пациенти да го примат, тоа ќе биде одлука на Министерството кој лек ќе го набави, и на целта на терапија да се стопира болеста и со тек на време да настане подобрување на моторните вештини. Меѓутоа, не знам дали бев доволно јасна кога ќе го набават лекот. Тој лек е само за една употреба, тоа ми беше поинтата, значи колку треба, како треба да се зема лекот? Месечно, на 2 месеци, не... Тоа се знае, спинразата се дава преку лумбална пункција еднаш на 4 месеци. На 4 месеци. Тоа само, почекајте ме малку, после повторно треба тендер да се распише за да се добие? Да, секоја година. Тоа ми е прашањето. Значи, тоа од кога се почна, само првата година се дава тендер за еднаш? Почесто за секоја година. Значи, за тие 7 деца, ако... Еден тендер за една терапија да примат, па потоа за една година, секоја година се тендерите се обновуваат. Тоа сакав да прашам, бидејќи ако се прави тендер, се прави за една терапија да се прими, па потоа повторно се прави тендер за да се набават и другите. Значи, почна спинраза, тоа веќе трет тендер во кој влегува спинраза. Значи, тие деца мора континуирано да ја примат терапијата, додека другата терапија, пероралната риздиплам, тоа се раствор кој се прима еднаш дневно, според килограм на телесна тежина. Значи, пациентите тоа е поедноставен, како сируп, ние ги припремаме на клиника и им го даваме за 2 месеци терапијата и они си дозираат, тоа е многу едноставно. Ја прашав и Деница, бидејќи незиното искуство е уште од мала возраст со незиното детенце, вели нешто најважно што треба да се забележи, еве и оние кои што не следат, кои што имаат мали деца, секое за останување во мускулатурата кај децата не треба да се занемари, така доктор Барбов, дека треба да се побара стручно мислење, да се направат испитувања. Во однос на испитувањата ме интересира што се прави за да се диагностицира и да се утврди СМА. Значи, спиналната мускулна атрофија кај деца многу лесно се диагностицира, бидејќи синдром на млитаво дете, кај деца најчесто, иако има други метаболни заболувања, меѓутоа најпрво треба да се помисли на спинална мускулна атрофија, со самиот невролошки преглед се утврдува степенот на функционална онеспособеност и сега е процедурата многу поедноставена. Веднаш се праќа крв за генетско тестирање, не само за спинална, меѓутоа диференцијално диагностички, да кажеме,
и дишенова дистрофија, друг тип на дистрофија. Со генетско тестирање веднаш се добива дијагнозата. Кај повозрастните е слична постапка, значи важно да се земе добра анамнеза дека пациентот има тешкоти на почетокот со одење, па при невролошки преглед да се утврди таа слабост која сумлитави карактеристики и веднаш пациентот се опатува на генетско тестирање. До пред десетина години кога генетското тестирање не беше толку достапно како сега, се применува и други дијагностички методи, електромиографија, биопсија на мускул, што спомна Снежана. Значи, у тоа време така се дијагностираше со мускулна биопсија, односно се исклучува со мускулната биопсија дистрофите, други заболувања и така, нели, индиректно се заклучуваше дека веројатно е за спинална мускулна атрофија. Така, и уште нешто да ве прашам, тука ќе мора да го заокружуваме разговорот. Која е причината што кај некого се јавува, нели, во рана возраст, кај некого еве на да кажеме во тинеџерските години, кај некого можеби на 30-40 и како што спомна Деница, има и многу повозрастни лица кои што се во внатрешноста, кои што не се ни свесни дека имаат болеста. Која е причината што кај некого се јавува порано, кај некого подоцна? Тој на почетокот го спомнав дека генетскиот дефект е еден, меѓутоа кај спиналната мускулна атрофија, значи генот кој е фактички со мутација, тоа е SMN1 генот, меѓутоа карактеристично дека организмот створил и резервен ген, тоа е SMN2 генот, кој е како да кажеме резервен ген, односно ако SMN не функционира, се активира SMN2. Меѓутоа колку ќе се активира, значи генетскиот дефект е кај сите во SMN1 генот. Меѓутоа SMN2 генот е тој што го одредува типот на болеста. Ако пациентот има, да кажеме, од SMN2 10 копии, тоа значи дека тој ќе произведува многу повеќе протеини и болеста ќе почне покасно. Но дека пациентите кои имаат само една копија или две копии, тие можат многу малце да стварат од овој резервниот протеин и затоа кај нив болеста многу порано се манифестира. Така. Доктор Барбов, кажав јас не е месец февруари, кога ми гостувавте во минатиот пат околу ковид и невролошките компликации, кажавме ќе одвоиме една емисија, меѓутоа стојам на тоа, еве, понатаму да одвоиме уште една емисија за некои други ретки болести, за да не биде само февруари месец посветен на ретките болести. И секако посакувам што побрзо и да заврши ова лудило и да може сте нормално да функционираме и што побрзо да се распише тендер. Тоа е нешто најважното и заради тоа и ја правиме оваа емисија, еден апел да упатиме и до надлежните и до министерот, еве навистина да има, како да кажам, сенс за овие луѓе кои што навистина им е потребно за да се стабилизира состојбата на синот на Снежана и на оние другите. Повеќе од потребно треба. Исто така упатувам апел до сите оние кои што не следат, а сакаат да помогнат во однос на она што Снежана кажа, дека и се потребни, нели, средства за сето тоа, да малку да и голесни секојдневието во грижата за незиниот син можат еве да се јават во телевизија Сонце или да еве општината, ако не следат од општина Драчево, под кисела вода сваѓа, така. Филип Темелковски господинот, ако не следи, добро би било да помогне на оние луѓе на кои што навистина им е потребна помош. Ви благодарам многу, се надевам дека ова сето што го говоревме ќе допре онаму каде што треба и дека сите лица со ретки болести, не само за СМА, еве да потенцираме дека секогаш навреме ќе го добијат она што им е потребно. Благодарам. Благодарам. Почитувани гледачи, тука некаде е крајот на денешното издание на Ваш термин. Се надевам дека сето ова што го говоревме во однос на овој проблем ќе допре онаму каде што треба и дека ќе се решат проблемите на оние кои што навистина им е потребна помош, а тоа е во случајов значи за спинална мускулна атрофија, за Ѓорѓи, за оние кои што ја чекаат терапијата, а и како што кажав за сите оние со ретки болести. Ви посакувам пријатен остаток од денот, грижете се за вашето здравје, почитувајте ги препораките на Министерството за здравство, ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.